Прилепското јавно предпријатие Водовод и канализација веќе втор месец на граѓаните им доставува намалени сметки за вода за 20,48%. Ова, откако летоска, 2 месеци тие им беа зголемени за истиот тој процент, како резултат на рапидниот скок на цената на струјата и оглушувањето на владата, јавните предпријатија уште тогаш да добијат државно субвенционирање. Ефектите од оваа мерка се евидентни, велат од предпријатието, кое инаку ќе беше исправено пред сериозен финансиски и рентабилен предизвик. Една година и 2 месеци плаќаме високи сметки за електрична енергија, значи од ноември 2021 година до декември месец 2022 година ние плаќавме несубвенционирана струја, значи ни потроши разликата што се потроши беше приближно околу 50 милиони денари. Тоа е огромна сума што ние ја потрошивме за тие 14 месеци. Но што ќе се случува после април, кога оваа мерка завршува, останува неизвестно. За сега ние како предпријатие се придржуваме до сите препораки за да не ја изгубиме оваа помош. Меѓутоа тоа не зависи само од нас, туку и од владата, односно од нејзините следни одлуки, посочува Гулабовски и додава: Ние сте на слободен пазар, не знам берзански во април, тоест во мај, која ќе биде цената на берза. Доколку дојде да во април 30 владата прекине да не субвенционира, ќе видиме на берза каква ќе биде моментално берзанската цена и во зависност од тоа ќе одлучуваме. Тоа ќе се знае на крајот на април. Ја мислам дека владата во април треба да веќе пред време да одлучи дали и до кога пак дали 6 месеци пак ќе го продолжи субвенционирањето. Мислам дека ќе го продолжи. Инаку, со енормното покачување на цената на струјата, јавните предпријатија во земјава летоска добија и до 7-кратно повисоки фактури за потрошена електрична енергија, што беше сериозна закана по нивниот опстанок, заради што и субвенционирањето на струјата се наметна како насушно потребно. Од друга страна, министерот за економија Крешник Бектеши, незадоволен од намалувањето на цените на храната во трговската мрежа, а кои беа условени со субвенционирањето на струјата, се закани дека на овие производители можно е да им биде укината оваа помош, што пак би можело да предизвика и нов бран на поскапувања.